Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Разочарани мудреците од исток се минале од Ерусалим, од палатата на царот. Тие уште го барале Исус, новородениот цар. Дошле со цел да му се поклонат и да им покажат на сите луѓе дека тој е Господ на нивните животи. Но не го нашле во Ерусалим. Било темно кога заминале од градот. Зошто царот Ирод беше толку вознемирен? И зошто сакаше да знае кога точно се појави звездата? Еве ја повторно. Звездата што ни покажува дека се родил царот на евреите. Мажите од Вавилон биле многу среќни кога ја виделе звездата. Замисли, звездата се движела пред нив на небото и им го покажувала патот до Витлеем. Звездата застанала токму над една куќа, зашто во таа куќа живееле Марија и Јосиф со бебето Исус. Тие живееле таму и нашле сместување по пописот кога сите други луѓе си заминале дома. И сега, конечно, мудреците биле на крајот на нивната потрага. Влегле во куќата и ги нашле Марија и Јосиф. И со своји очи го виделе бебето Исус, царот кој што Бог го испратил. Воодушевени се поклониле пред Исус и го обожавале. Сакале да му припаѓаат. Тој требало да биде нивниот цар и да владее во нивните животи. Дали Исус е и твој цар? Дали му е дозволено да те води низ целиот живот? Нема ништо подобро за тебе и за мене во целиот свет од тоа Исус да биде цар на нашите животи. Мудреците му припаѓале на Исус. Ги отпакувале подароците. Биле многу благодарни. Злато, скапи мириси и темјан биле подароците за вечниот цар. Најскапоцениот подарок што можеме да му го дадеме се нашите животи. Кој ќе му го даде својот живот на Исус, ќе добие голема награда. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!